Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денешнава тема гласи не можам. Тоа е изговор, не можам. Во Библијата, во Евангелието според Лука, 14 глава, 20 стих е запишано. И третиот рече, се оженив и затоа не можам да дојдам. Не можам не е добар изговор пред Господ. Ако сака Господ да те употреби или да те спаси, не вели не можам. Има еден пример со некои фудбалери кои шутирале сите со десна нога. Немало ниту еден левичар. Тренерот, за да ги научи да шутираат и со лева, измислил тактика кога ќе тренираат да не ја употребуваат десната нога, туку да кажат не можам со неа. Тоа може во фудбалот или во некој друг спорт, но не е прифатлив изговор за Господ. Еве неколку примери зошто не треба да кажуваш не можам. Пример, некој ќе рече не можам да дојдам кај Господ. Не сум таков човек. Третиот рече, пак ќе цитирам, се оженив, затоа не можам да дојдам. Кога Господ сака да те спаси и да станеш верен член на неговото тело, црквата, треба да покажеш спремност, бидејќи те повикува царот на славата. Не вреди ниту еден изговор ако кажеш дека поради сопругот или поради сопругата или некоја друга причина не се во состојба да дојдеш кај Господ. Тоа е обично изговор, бидејќи велат дека ќе имаат проблеми во бракот и така натаму. Некаде навистина има проблеми, но Господ знае и тоа да го среди, само немој да се изговараш со изразот не можам. Господ дава ветување дека доколку жената поверува во Господ и живее во согласност со неговата волја, Бог ќе работи во незиниот живот и мажот да поверува. Апостол Петар ги советува жените да ја покажат својата побожност ако треба и без да им се зборува на мажите, туку со добро владење и добро однесување кон нив, та да бидат привлечени кон Господ. Затоа не вели не можам, можеш. Потоа има еден друг изговор, сигурно сте слушнале, не можам да ја разберам Библијата. Таа не е за мене. Често пати и овој изговор го слушаме. Тоа е исто како она што е запишено во Исаија 29 глава, каде што се вели вака. Затоа секое видение ќе ви биде како зборови во запечатена книга. Ако му биде дадена на некој што знае да чита, велејќи, ајде читај го тоа, тој ќе одговори, не можам, зашто е запечатена. Или некој друг ќе рече, не сум толку писмен да ги разберам овие библиски работи. Но и овој изговор не поминува лесно пред Господ, бидејќи Библијата вели дека сите се во состојба да ја научат Божјата наука. Кај пророците е напишано, сите ќе бидат научени од Бог, секој кој чул од таткото и научил доаѓа при мене. Потоа Павле во Ефесјаните 4 глава 13 стих вели дека сите можат да го постигнат единството на верата, велејќи, додека сите не дојдеме до единството на верата, на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. Затоа не треба да зборуваш дека не можеш. Јако вели, ако на некој му недостига мудрост, нека ја бара од Бог и ќе му даде. Кога Светиот Дух ќе дојде во тебе и ќе те исполни, Библијата ќе ти стане разбирлива. Секој човек може да ја разбере, и учен, и неучен, и било кој. Потоа има еден друг изговор, не можам да сведочам на другите. Пророкот Еремија се обиде со таков изговор, велејќи дека не може да биде пророк. Не можам, зашто сум дете, вели тој. Но Господ не му го прифати изговорот, велејќи, не зборувај дете сум, туку оди кај оние кои те праќам и речи им го се она што ќе ти наредам. Не плаши се од нив, зашто јас сум со тебе, ќе те избавам, зборува Господ. Пророците беа луѓе кои што требаше на народот да го кажат тоа што Господ ќе им каже ним. Еремија беше
uplašen na početokот поради своето неискуство. Но ако Господ е со тебе, тогаш нема потреба од страв. Господ сака мнозина преку тебе да поверуваат во Него. И затоа не вели не можам. Некои трети ќе речат не можем да ја исполнам својата обврска. И Мојсей се оправдуваше дека не е вешт во зборувањето и не може да го ослободи израелскиот народ од египетското робство, зашто фараонот е моќен, силен. Но за Господ тоа беше само оправдување, бидејќи Господ му рече дека тој е создател на устата, на увото и на севкупниот живот и дека ќе биде со него. Кога Бог те повикува за секоја задача, одговори му позитивно и верувај во зборовите на Господ и тој ќе ја заврши работата преку тебе. И навистина така се случи. Мојсей го ослободи народот и Господ се прослави преку него. Колкава и да е причината дека не си способен или немаш ораторски вештини, знај дека Господ ќе го направи најдоброто преку тебе. Затоа не вели не можам. Заклучокот е овој. Ако сакаш да направиш нешто позитивно и добро за Господ, можеш да го направиш. Зашто апостол Павле токму тоа го потврдува, велејќи: се можам преку Христос кој ми дава сила. Филипјаните 4 глава 13 стих. И уште еднаш: се можам преку Христос кој ми дава сила. Каде е фразата не можам? Ја нема. Господ да ве благослови. Амин.